Почитувани сограѓани, решаваме деценијски проблеми на граѓаните на општина Делчево. Многу градски населби, формирани со урбанистички планови пред повеќе од 20 на години, сега ги добиваат првите асфалтирани улици и канализации. Работиме по план, со визија за иднината, но и решаваме деценијски проблеми, заборавени и оставени од страна на ДПМН. Централното градско подрачје во Делчево доби нова улица. Се асфалтираше улицата позната како Стамбена улица 4, која ќе го поврзува новиот пешачки мост со детската градинка. Улицата која е во должина од 200 метри, со ширина на коловозот од 6 метри, а средствата во висина околу 2 милиона и 200.000 денари се обезбедени од буџетот на општина Делчево. Комплетно изградена нова улица, која што ќе даде нов урбан, современ изглед на овој дел од градот, кој иако се наоѓа во централното градско подрачје, досега беше запоставен и неодржуван и налекуваше на своевидна депонија. На овој потек ќе се гради и тротоар, ќе има комплетно улично осветлување, а се изгради и дел од Стамбена улица 3, со која се вкрстува оваа улица со цел дополнителна пешачка и сообраќајна комуникација на стариот дел со новиот дел на градот. Односно, новата улица го поврзува ново изградениот пешачки мост на река Брегалница со детската градинка и основното училиште Ванчо Прке. Во завршна фаза е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изградба на пристапните рампи на пешачкиот мост, пошто се очекува во најскоро време, доколку дозволат временските услови, да се заврши овој значаен капитален проект за Делчево, кој е доста значаен за жителите од Старо Делчево и нивна комуникација со централното градско подрачје. Но ова не е се. За населбата спортско-рекреативен центар е донесен урбанистички план уште во 2001 година, од кога и почнува изградбата на првите куќи во оваа населба. Дури по скоро 20 години, оваа локална власт, предводена од градоначалникот Трајковски и СДСМ, го стави првиот асфалт. Само пред неколку денови заврши асфалтирањето на крак од улицата Орце Николов, а во тек е и до изградба на фекалната канализација на улицата Орце Николов. Населбата Пролет. Тоа е нова населба во близина на централното градско подрачје и таа ја доби првата улица, изградба на дел од сервисна улица број 1 во населбата Пролет во должина од 262 метри во делот од старата зграда на општина Делчево, возводно покрај река Габровчица. Претходно во овој дел од населбата Пролет беше изградена и фекална канализација во должина од 300 метри, линија која ќе ги задоволи потребите на веќе изградените објекти, но општината ќе продолжи со изградба и на други инфраструктурни проекти и објекти како водоводна мрежа и мрежа за улично осветлување. Станува збор за нова населба која е проектирана и ќе биде атрактивна во близина на централното градско подрачје. Предвидени се поголем број на градежни парцели и за изградба на куќи за индивидуално домување. Наша обврска и приоритет е во најскоро време да се решат сите инфраструктурни потреби на жителите на оваа населба. Населба Басарица. Населбата Басарица, иако повеќе од 2 децении е урбанизирана, досега немаше изградено никаква патна и канализацијска инфраструктура. Сведоци бевме дека долго време жителите на оваа населба газеа кал, живееа во прашина, а со реализација на проектите за асфалтирање на 6 улици и канализацијска линија во должина од 2 километри заедно со село Полето, конечно оваа населба ќе наликува на една урбана средина. Во моментот во населба Басарица, екипите на јавното комунално предпријатие Брегалница работат на изградба на атмосферска канализација. Станува збор за проект во вредност од 25 милиони денари, а со овие средства ќе се реализира проект за изградба на патна и канализацијска инфраструктура во населбата Басарица во должина од 1 километар. И ќе се гради и канализација во истата населба заедно со село Полето во должина од 2 километри. Во рамките на проектот аплициран по мерката 322 за инвестиции за изградба или реконструкција на улици во руралните средини, ќе се градат 6 улици во населба Басарица во должина од 1 километар, како што спомнавме, и тоа улиците Света Тројца, Киселичка, Бигланска, Драмечка, Басаричка и Селничка. Вториот проект, аплициран по мерката 321, се однесува на изградбата на 4 крака на канализацијски системи во населбата Басарица и село Полето.
Населбата е урбанизирана и е донесен детален урбанистички план уште во 1996 година. Оваа локална власт, предводена од градоначалникот Трајковски и СДСМ, решава уште еден децениски проблем на граѓаните на општина Делчево и на жителите на населбата Басарица и село Полето. Почитувани сограѓани, урбанизирани населби со децении чекаа решавање на основните потреби за нормално функционирање, канализации и асфалт. Недомаќинското работење на претходните власти на ДПМНЕ остави низа нерешени проблеми, но оваа власт, предводена од СДСМ, работи домаќински, одговорно и е сервис на сите граѓани на општина Делчево. Решаваме децениски проблеми, креираме развојни политики и имаме визија за еднината на Делчево. Благодарам.